која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистер. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистерка. Желбата да имате дете е многу лична и интимна. Кога таа желба не може да се исполни, се јавуваат многу прашања и стравови. Статистиката вели дека неплодноста се јавува кај 1 од 8 парови. За среќа, репродукцијата не е повеќе прашање кое исклучиво зависи од природата. По последниве 40 години, повеќе од 5 милиони бебиња се родени благодарение на инвитро или вонтелесно оплодување. Вештачкото оплодување е долг и болен процес, но надежта дека на крајот од тој тежок пат ќе добијат бебенце им дава сила на паровите кои со години се соочуваат со неплодност. 12 години, десетина специјалисти, илјадници таблети, стотици инекции, кредит поради финансиски терет, 6 неуспешни обиди, разочарувања, но и 12 години исполнети со многу надеж, 12 години верба, едно прекрасно срцебиење. Со многу љубов и малку наука, Зоја Самандова Петрушева и Александар Петрушев се среќни што нивниот син Стефан на 10 април 2017 година им се придружи и е најважниот член на семејството. 12 години сакавте да имате дете и се обидувавте. Колку оваа борба исцрпувачка, емотивно, физички, психички, па и финансиски? Па, финансиски е многу исцрпувачка. Се работи за инвитро кој што не е ефтина, не е ефтина постапка. Со ваучер доаѓам, па да кажеме, пола од цената која што би била на приватна. И сега дотолку станува збор за емотивно и стресно е, навистина стресно и навистина многу емотивно. За жените поготово што го поминуваат нели тој процес, као процес, затоа што според некои си најнови статистики е дека жените кои што го поминуваат процесот на инвитро е еднакво стресно на нивото како пациентите, да кажеме, што го поминуваат процесот на хемотерапија или луѓето што имаат проблем со кардиоваскуларни проблеми, операции или углабава на емотивен плат е многу. Многу. Бидејќи се работи за долг период, 12 години, колку често се соочувавте со прашањето па ајде зошто чекате, па ајде дете? Па искрено, повеќето, мислам, не само ние, сите оние парови кои што после некој си месец од бракот се нели без дете, доаѓа до оној момент кога почнуваат прашањата. Ајде, што чекате, па ајде, па сите изродија, па еве помина време. И мислам, очигледно дека околината како околина можеби не е свесна за проблемот на парот со кој што се соочува. И поради тоа веројатно и ги поставуваат тие прашања, па нели ние пару... Нервираше ли? Како реагиравте? Па, искрено види, на почетокот не обрнуваш толку внимание, затоа што уште си оној лавиринт кога не си свесен што се случува, нели? Па доаѓаме до оној момент кога поминува еден период од година, 2 или 3, кога веќе доаѓа она свесноста дека на вистина има проблем. Да. Тоа се соочуваме со она кога доаѓаме во момент да бидат поставени тие прашања на малце невкусен начин. Почесто се на невкусен начин, кога прават споредба дека тие веќе израснале деца, имаат по 2-3, вие немате ни едно. Така. Тогаш, искрено кажано, после некој период, ја лично кажам од своја лична перспектива, ја одговарав на многу дрзок начин. Затоа што го сваќав тоа дека е дрско прашање после толку долго години. Родителството е интимна работа. Да, после толку години да се прави некоја паралела со некој друг пар или да се прави паралела као еве остаревте, кој ќе иде по детето, кога ќе иде у школу, ќе викаат дојде бабата, дедото дошле. И така натака. Тогаш кога веќе доаѓаме до еден момент кој на такви невкусни прашања одговараше со невкусен одговор. Александар, каква беше твојата реакција?
И ја дека помирен отколку Зоја. Гледав да не се расправа многу, да не влегам у конфликт со луѓето. Ама сепак луѓето не ни разбираат, значи тие што можат да останат природно, не го разбираат проблемот на тие што не можат да останат и тука се јавува таа конфузија и затоа е тој проблемот тие прашања. Да е јавноста повеќе запознаена со проблематика која се соочува тука во државата па и во светот, би било подруго. Статистиката нема точни податоци, но Флексија дојде до податок дека годишно околу 1500 двојки лекуваат неплодност. Земјава е на врвот во Европа според староста на пациентите кои за прво дете се решаваа со вештачко оплодување. Просечно жената започнува со инвитро процедура на 36 години. Генерално, причините не зависат само од доцното стапување во брак и решавање за родителство, туку поради тоа што двојките со стерилитет најпрво се обидуваат да забременат со спонтан, природен циклус, а потоа следува подолг процес за утврдување на неплодноста, па ги лекува еден, друг и трет лекар, а годините летаат. Ние се земавме 2005 година. Тој период немаше социјални мрежи, немаше нели Facebook, па форуми, не многу често се беше ова на така на педестало да кажеме да секој втор трет пар има проблем, за да има со кој да споделиш и да прашаш или да се советуваш за било што. Уште ниматичните гинеколози не беа запознаени со таа процедура, мислам и со тој проблем. Доаѓавме до момент кога на секој можен преглед или прашање што е работава, зашто, како. Ќе биде овој месец, ќе биде тој месец, ама све е уред, треба да се опуштите, треба да не мислите на тоа, пајде ќе се напиеме ваква апче, ќе се напиеме таква апче и поминуваше време, нели као поминуваше. 2008 година тоаш работе во работен однос до КБС, колешка моја постара ми спомна дека негдека прочитала, не прочитала, на вести било кажано дека почнале клиники да работат со инвитро. Тогаш ки дознав за инвитро процесот и за што се работи. Значи тие 3 години бевме пафтани од болница до лабораторија до нека установа и нели го чекавме моментот кога да ќе се случи нешто, не се случуваше. И 2008 искочи тоаш и ваучерите кои ги доделува државата. Тоа беше учество од 100 евра, се плаќаше, мислам ако не лажам така, учество беше 100 евра, партиципација 100 евра, па се пополнуваа некои формулари, така натака. Стапивме тоаш во контакт со еден од специјалистите за инвитро во една од приватните клиники, кој што кога ни постави прашање дали сме направиле ова, тоа и тоа, ние бевме сите збунети. Мислам, ја бев збунета затоа што никој од матични ги имав сменато до тоаш, мислам, 5 или 6, никој немаше посочено што може да се испита за да се дознае проблемот. 2008 дознавме дека нели има проблем. 2008 го дознавме проблемот, со хируршки зафат мора да се отстранат јајцеводите и фактички со отстранувањето на јајцеводите, мислам, природно не може да останеш трудена и веќе бевме пациенти кои само единствено за да дојдат до бебе мораше само со инвитро постапката да се Тоа nimалку не е едноставен процес. Трае долго ли? Колку исцрпува? Дали влијае, не знам. Збориме за процесот на инвитро? Да. Па, тој период... Што се случува во тој Значи, период? Се пијат лекови, се одат на тој прегледи? Тој период уште не си свесен, сега кажам тој период, значи 2007-2008, кога не беше актуелно сето тоа, уште не си свесен што значи процесот, што треба да се поминува, како треба да се поминува. Немаше ни YouTube за да видиш ти од прилика некој искуство, немаше достапни информации. Достапни, да, не знаеш што се дешава, ни како се одвива целата работа. Тој период се потпишуваше документ каде што жената се согласува на нус појави од целосната терапија која што ќе биде примената за време на постапката. Искрено кажано, нели, никој не размислува на нус појавите, никој не размислува на што може да биде и како ќе се дешава со организмот. Во иднина, единствено
единствена цел ти е, нели, да се оствариш као родител, као мајка. Да. Без разлика што и како ќе трпи организмот, а трпи доста, затоа што тоа е, па вака искрено кажано народски, една пуна шака таблети ги пиеш на ден, минимум по 2 пати на ден до 3 пати се боцкаш. Па доаѓа моментот кога треба да идеш на пункција, каде што се пунктираат фоликулите. Пунктирањето на фоликули се одвива под анестезија, бидејќи е болна постапка, и се зимаат фоликулите, што со хормонската терапија се произведуваат повише фоликули. Со пунктирање се вадат јајцеклетките од фоликулите, пациентката е под анестезија, во исто време сопругот, партнерот, остава материјал. Тој материјал од сопругот и извадените јајцеклетки во лабораториски услови, во стаклени садови, машкиот материјал се одмива, се премива, се бираат кои се најдобри, најквалитетни сперматозоиди и се оставаат да се оплодат на оној природен начин во тој стаклен сад. Додека има проблем кај машкиот материјал, и тоа се применува тактиката каде што се зима со игла се потпомага процесот, се бризгува сперматозоидот во јајцеклетката и се чека моментот. Секоја клиника различно практикува, некоја 2, некоја 3, некоја и 5 дена, некои има да кажем устранство и до 7 дена што чекаат, да видат како тоа плодување ќе се развива, ќе дојде до 8 клеточен ембрион, да кажеме нели на втори ден, па бластоциста до 5 и одлучуваат, самиот доктор одлучува кога треба да се направи трансфер, да се вратат кај пациентката. Не е болна процедурата, мислам се бризгува со катетар, се враќаат јајцеклетките во матката на пациентката и некој час, половина час се лежи и после те пуштаат дома. И сега знаеш како викаат, труден си додека не се покаже спротивното, нели? Така и после чекаме бета-ХЦГ, со што преку крв што се утврдува дали е пациентката останата трудна или не. Па може да дојде до биохемиска бременост, каде што плодот се почнува со некој развој, па организмот го селектира као страно тело. За вас бројот 7 беше среќен? Да. Така? 7-миот обид ин витро? Да, 7-миот обид ин витро. Останавте бремена. Ме интересира во текот на бременоста, дали имаше никакви стравови? После сцени или што поминавте? Па, логично би било да има некакви. Не, ќе бидам искрена, не, затоа што нели првите 6 пати си под стрес, си сгрешил вамо, може затоа не успеало, вака се десило, така се десило. И 7-миот пат, јас зборам од моја страна или као жена у ситуацијава, за себе ќе се кажа, реков што биде ќе биде. Ја веќе бев у подготовка да се поднесат документи за посвојување. Се дали организмот веќе така се упуштил, нели, веќе размислуваш на посвојување и оставаш што биде, нели, дека ќе биде у ситуацијата. Така да самиот 7-ми пат инвитро да го правев многу поопуштено. Буквално, искрена да бидам, и на самиот трансфер кога отидов, као да не идов на трансфер, така се осеќав многу во. Од трансфер отидовме на ручек. Мислам, многу супер функциониравме. Си функционираше нормално. Да. Александар, дали ја чуваше Зоја во текот на бременоста? Колку што можев ја чувам. Денеска го имате Стефан, прекрасно, го видов умно, паметно, убаво момче. Многу лесна бременост, мислам, немав никакви проблеми во бременоста. Тоа е убаво, да, убава вест. Да, ја поминав со прва смукалка и со џогер ја поминав просто. Бременоста и со пајдушкото по свадби. Така, веројатно, веќе кога го добивте Стефан, за си велеше или вредеше? Да, вредеше и мислам дека сите оние што го поминуваат тој пат би го рекле истото, дека додека не успеш, не запираш. Постоеше ли некој момент кога сакавте да кренете раце, да ставите крај, да се откажете од целата таа Видите, да тој бидеме... начин на живот, да речеме, нели, болници постојано, посета инвитро оплодување, читање, лекови, пиење, боцкање, значи сето тоа и јас кажувам од мој аспект, така звучи застрашувачки. Е застрашувачки, затоа што тоа е еден склоп на хормони кој што во моментот жената ги прима, што искрено да ви кажам е као
да сте трудна со близнаци, тројка, како да ја кажам, значи тоа е таков бум во мозокот што хормоните лудуваат, не знаеш, на моменти плачеш, на моменти се смееш, на моменти све ти смета, се плашиш ако не успее како што. Точно дека доаѓаат моменти каде што едноставно кажуваш веќе е доста, нели, сепак го си го уништуваме здравјето, си има последици, мислам нормално сите имаме некоја последица после инвитрата, но после доаѓа оној момент кога ќе ти споснат тие чувства, собираш сили и кажуваш идам пак понатака. Значи желбата да се биде родител е сепак посилна. Посилна е од се. Александар, како целата оваа инвитро постапка помина кај тебе? Од машка Колку и гледна даваше точка. од машка гледна точка, колку и даваше поддршка на Зоја? Колку што можеме максимално секоја се дава поддршката и тука треба и психички да се издржи од машка страна, зашто сепак хормонските терапии прават чуда кај на женскиот организам. Дебели нерви треба јаки живци за да се издржи сето тоа. Ама немаш на кого да се историш во моментот со тие хормони, се историш на својот партнер во моментот, дали е на линското тука. Е така. Да. Тој што е до тебе. Што знаеш дека нема да те знаме. Да, и тој што е до тебе цело време. Самиот процес е многу битно да се има поддршка од партнерот, затоа што во самиот многу е тежок процес. И тоа сакав баш да ве прашам колку сето овој начин на живот, нели, инвитро постапката еве конкретно влијае врз односите на партнерот, дали зближува, дали прави, нели, некои конфликти. Јас треба да сум искрена особа, тие што ме знаат, мислам што ме гледаат, знаат дека јас кажувам тоа што го реалноста, нема што да се криеме. Секој што ќе каже дека е во инвитро постапка што се парови и дека немале моменти на дисбаланс на бракот, да го кажеме, нели, покултурно, ја тврдам дека лажат, затоа што тоа е толку болен процес што на моменти доаѓаш до момент, збориме од женска страна, се осеќаш дека го држиш со сила партнерот, кој што да кажеме може да си ја најде среќата на друго место. Он во моментот те убедува дека не е така, нели? И доаѓаат моменти кога, не знам, доаѓаат моменти на малце така турбулентно што би го рекла, али во секој случај Што ве држеше вас заедно? големата желба за дете. И двајците сакаме многу деца. Да. Зоја и по 12 години обидување да има дете. Таа е неуморна, полна со енергија, голем борец. И само 2 години по раѓањето на низиното умно и мило момче Стефан, таа одлучи да донира јајцеклетки на својата пријателка, за и таа да се реализира како мајка. Ја дознав дека другарка ми има проблем Така? и се јавив и се понудив. Се кажам отворено, да, ја и се јавив и се понудив, за дали сака да ја донирам. Дека ја веќе сум родила Така. и дека би го направиле тој процес, целосен процес, нели, за да ја помогнам. За среќа, он имаше веќе ваучер кој што можеше да го искористи, па финансиски малце олабавивме таа страна, затоа што навистина скапа. Па ја го искористив незиниот ваучер до денот на пункција, за не за да ја остане оплодувањето да го искористи и самиот трансфер. Ја направив постапката, све што имаш од јајце клетки, сега да не кажуваме јавно, нели? Све што имаше од јајце клетки беа донирани. И беа донирани. Сега она е мајка, едно прекрасно бебе. Веројатно сега ја чувствуваш малку поблиска, како семејство. Па, ја чувствував и претходно, мислам, јас, нели, верувам. споделуваме истата болка. да. Сите ние што сме со оваа болка сме едно семејство, нели? Јас Така. групата ке нас кажувам, мислам често, ние имаме затворена група на Facebook, каде што се знаеме меѓу себе. Ние сме веќе едно големо семејство, сите делиме истата болка, нели, тука сме да се плачеме, да се радуваме, да се смееме. И ето апелирам за сите што можат да донираат на тие што можат да им донираат. Ета мојата другарка е мајка, има прекрасно бебенце и верувам дека, не верувам, туку тврдам дека е моментално најсрекната на цел свет, затоа што нели е мајка. Така, е мајка и искрено многу, ама навистина сум срекна, уште денот кога дознав дека е трудна.
Да, и денот кога И се породив. последниот И обид ин деветиот витро, обид, да. правев за второ дете. За второ дете не испадна. Мислам, мама, веќе кога го имам ова, така да малце полесно се прифаќа. Полабави си бев. Полабави, да, многу, се многу. прифаќаат. Полесно Ако се биде, прифаќа. биде, ако не, не, тоа си беше. Така и имам ја замрзнато 3, што би рекле, знаеш, медицина е малце интересна, смешна, што би рекле. Во истиот период кога го правев седмото инвитро за Стефан, замрзнавме повише ембриони. Стефан од нив нели успеа се роди и сега има замрзнато од тој процес на инвитро, од седмо инвитро, па ни остана уште 3. Ќе ги пробаме, ако биде, биде. Значи, ти пак се одлучена за второ дете. Да, и кога, ако нели би успеало, он би имал близнак, брат или сестра, кои што би биле различна година само родени. Да, интересна е медицината. Да, и ќе ги испробам, ќе го пробам нели уште последниот пат и мислам дека моето заврши сепак ете го. Жив здрав. Така, тоа е најважно. Оставаме сега на останатите да се исполнат као родители и дај Боже, значи секоја што посакува да биде мајка, да биде мајка. И секој да биде татко. Зоја и Александар 12 години се поддржуваа, тагуваа, плачеа, но и веруваа дека ќе им се исполни најголемата желба. За нив семејството е се. Ги прави спокојни, целосни, зашто го имаат Стефан, кој за нив е светот. Светот кој сега го имаат дома. Beautiful, 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 beautiful boy. Beautiful, 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 beautiful boy. Докторот им кажал дека нема потреба да прават дополнителни испитувања, да не губат време во комплетирање на документи, зашто дете никогаш нема да можат да имаат. Ана и Јордан Андреевски биле упорни, прашувале, барале начин како да го решат она што во моментот им било најважно – да бидат поголемо семејство. Барале информации на форуми, успешни и неуспешни приказни, но во ниту еден момент Ана не се откажувала и не ја плашала инвитро постапката. По 5 години низ болничките лавиринти, со првото инвитро оплодување тие станаа родители на 2 принцези, Јана и Ива. По 5 години обидување, инвитро процесот вие исполни вашата најголема желба да се реализирате како родители. Како изгледа вашиот дом денес? Нашиот дом денес изгледа многу забавно и исполнет. Со 2 близначки, Така. 2,5 годишни и ни е премногу забавно. Тато како се снаоѓа? Па на моменти лесно, на моменти треба да си има многу јаки нерви. Али Така, во но верувам глобала дека сте одлично. многу среќни затоа Да. што се Секако. реализиравте како родители. Сепак 5 години не е краток период. Не е краток период, да. Така. А на кога се одлучи за инвитро процес? Како дојде или воопшто до дека треба таков процес да ние- пројдеш и колку беше психички подготвена за сето Ние тоа? пробувавме нели нормално, помина веќе нели години, налетувавме на прашање од моментот ајде што чекате, што многу психички не оптеретуваше. Така. Јас во тој момент немав искрено кој да ме посочи, да ме насочи што треба да правам, појдов сама по тој пат, значи пребарување по интернет, по групи, по форуми, читање. И нели почнавме матичен гинеколог, клиника, стигнав на клиника, јас имам диабет тип 1. Значи 5 години како го идевме патот, јас толку време ми го открија диабетот, не ми е вроден, не ми е и хипотиреоза имам од 13 години и на клиника налетав на момент каде што ми кажаа дека со тие симптоми, диабет тип 1 и хипотиреоза, дека јас нема шанси да имам деца. Значи тука многу психички бев. Апсолутно, целосно демотивирачки. Да, психички бев многу така, значи пептен се разочарав. Значи сепак Меѓутоа, докторот е многу важен во процесот. Значи премногу е важен, а кај нас реално докторите во конкретно ќе кажам во државниве клиники демотивираат. Сега има исклучоци, не можам да речам не, меѓутоа 90% демотивираат. Почнав нели пак повторно од ново да Еве ти се кажа, нема распрашувам. шанси. Нема Не се шанси, откажа? да. Не се откажав, продолжив. Значи читав, гледав, истражував луѓе кои што имаат многу потешки болести од моите родиле деца. Така. Значи си кажав што сум јас, зашто? Да. Супругот беше цело време до мене, значи ми беше поддршка 100% буквално на целиот пат.
Ја запознав Зоја, искрено во една група, значи таа ми беше исто така мотивација. Не ја знаев лично, ја знаев само преку интернет, меѓутоа ми беше голема мотивација за било кој проблем. Почнав, нели се, сама, буквално сама. Почнав да си барам хематичниот гинеколог инсеминации, 1, 2, 3, 4, значи сите беа неуспешни, сите ми викаа демек џабе се малтретираш. Не се откажавме, пак бевме двајцата упорни. Поднесов, значи ги направив сите испитувања, Сите поднесов. можни испитувања ги направивме. Во суштина нели беше она дека ние немаме некој си, имаме една непродна страна, меѓутоа не беше некој си конкретен проблем. Да, сите ми викаа дека луѓе и без јајници се раѓаат, демек што е со мене ќе родам. Бевме упорни, значи бевме многу упорни, сами ние двајца бевме премногу упорни. И на крај поднесовме за ваучер, значи со ваучерот, со првото инвитро, добивме близначки, значи ете со тоа што не можевме, или не, јас не можев да родам, износев здрава близначка бремено с полни 9 месеци. Значи сте пак било возможно. Да. Колку еве спомна поддршката од сопругот, меѓутоа колку воопшто поддршката од блиските е ваша? Дали ја имавте или воопшто тоа би беше ваша работа, она баш вие двајца? Имавме поддршка. Имавме поддршка, Да, со не тоа дека што- немавме, меѓутоа најбитно беше ние двајца да двајца, се да. поддржуваме, да. Меѓутоа, тоа нели зборам сега од оне најблизок круг фамилија, имавме голема поддршка и ден денес ја имаме за се. Така. Меѓутоа, да, најбитно е сопругот да биде тука и најбитен мислам дека највлијателен е тој. Кога еден пар не може да се реализира како родител одреден период, секогаш прво се бара нели дека проблемот е во мајката, во жената, во идната мајка. И нели таа ги се подложи на сите тие испитувања, верувам дека и мажот е понатаму вклучен, меѓутоа ме интересира конкретно од машка страна. Колку мажите воопшто зборуваат за машка неплодност, затоа што статистиката светска вели дека 60% од паровите кои не може да се реализираат како родители, дека проблемот е токму кај мажите. Машка справа, да. Кај нас во Македонија тоа е табу тема. Значи мажите не ќе да признаат дека имаат проблем. Тргнувајќи од мене, не сум разговарал со никого надвор од мојата фамилија или со сопругата за тоа. А реалноста е таа, да, дека се повеќе и повеќе кај мажите игра улога неплодноста и остварувањето за родители. Но сепак тоа не се збори. Еве ме интересира вие двајца дали повторно би се обиделе да бидете родители нели на трето дете. Иако сте веќе имате две прекрасни девојчиња. Па, ако биде, природно да, иначе... Да, зашто сепак постои Да. можност, Да. нели, бидејќи не е она реално утврдено. утврдено. Имаме две деца, сега зашто пак би го оделе тој пат? Да, нели, сега земаме место на некој што реално нема ни едно. Зашто да му земаме ваучер и да му земаме време на докторат, ако биде природно, да. Семејството е основна клетка на секое општество. Максима одамна изречена, за некои суштествена, за други застарена, за трети не толку значајна. Но за Ана Јордан Андреевски е основна, темелна и животна филозофија. Нивното семејство сега брои 4 члена, а тие се посрекни од кога и да е. But I am the mother of Evangeline. Ана и Зоја неодамна го основаа Сдруженијето до бебе по патот на инвитро. Здружение кое ќе ја подигне свеста на јавноста за инвитро процесот. Ки има за цел да бара решенија за остварување на родителството по полесен пат. Решението го добивме на 27 јануари. Добро. Значи, ние сме доста прилично ново здружение. А која е цел на вашата организација? Вака, целосното име на здружението е Здружение за хумана репродукција и биоподпомогнато оплодување. Ние сме единствено здружение моментално на нашава територија, у нашава држава. И како и сите ние во здружението, мислам, основачите на здружението сме со инвитро, значи Да. со самата постапка. И сакаме да помогнеме на било кој начин и да ги оствариме нашите цели, за да можеме да направиме нешто, некоја промена, да не го поминуваат пациентите оној тежок пат што пример
И ние сме го поминале, а се уште некои го поминуваат. Да, убаво и кажавте и додека разговаравме дека кога сте го поминувале вашиот процес, дека у суштина не сте имале достапна информација вистинска. Што треба да направите, каде треба да се обратите. Така. А сега веќе веројатно вие ги давате тие насоки, кои се многу потребни. Да, тие насоки и ја и през друженијето колку можев помагав на познанички, на жени во групата што не беа или не. Често и се појавуваат жени, нели, знаат, ни пишуваат, значи и ги насочуваш, им помагаш на било кој начин, ако некој доктор го знаеш, го насочуваш да кажеме кај тој еднокринолог дека ќе убрзаме работата, да не се чека или. Тоа функционира на социјална мрежа, значи каде можат да ве најдат. Многу е важно да, нели, им кажеме на жените, идните мајки кои го имаат овој проблем. Нашата веб страна моментално, значи ние ја изработуваме веб страната, меѓутоа имаме отворена страница на Facebook. Добро. До бебе по патот на ИВФ ни се вика страницата, исто така имаме затворена група. Меѓутоа затворената група не е за членови, нели, кои што Сакаат и анонимни, приватно претпоставуваме, за своје. што си имате, така. Меѓутоа имаме отворена страница до бебе по патот на ИВФ. Значи на таа страница на Facebook, да, може да не најдат. Покрај оваа Може да комуникација која контактира. имате на социјални мрежи, дали имате никаква идеја, не знам, за конкретни активности во иднина? Вака сега, прва и единствена цел која што сакаме да ја оствариме као цел е да државата дава повише ваучери за прво дете збор. Значи моментално се даваат 3 ваучери. Значи да се смени за прво дете барем да се даваат 5 ваучери за почеток. Еве да не идеме нели одма на 6. Еве дека се 5 ваучери затоа што не знам еве и вие или сигурно некој знаете кој што со години се нели без дете, многу ги познаваме и ние што моментално и по 10 имаат инвитера неуспешни. Тоа е све трошок. Да, спомнавме трошок, колку чини тоа еве? Немам, конкретно немам представа. Дали може секој тоа да го направи? Не, не постои пар, па може да кажем единка, нели, која што пример нема партнер сака да прави инвитро, што не е во кредити или не продава имоти или на било кој начин, Значи е не финансиска потешкотија. Да, ретко И се е терет на буџетот домашен. Да, не е само процедурата кој инвитро да се плати, тука и терапијата е пред самиот процес, додека трае процесот и за време на бременоста си има терапија. додека се стигне до ваучер, испитувањата, секако Тие секој коштаат. испитување, да, Да. кошта пари. Тоа кошта, не иде ништо преку на позитивна листа, моментално не иде ништо. Се рефундираат парите од клексаните, за кои што фамозно секогаш повеќето од секоја пациентка да зборите ќе ви кажа, ако не секоја трета да ја кажеме, се случува со проблем да поднесе за рефундирање на 2 или 3 месеци и Јас фамозно бев одбиена затоа зашто ме боцкале во Ремедика. Да. Јас Дека само во во приватна бременоста, да, болница. зашто бев така, боцкана таму бев Значи мора да биде одбиена, да. во државна институција Добро. боцкањето, да си има сертификат или документи, па ги поднесуваш, па наеднаш фалат месец, од 2 недели, од 3 недели фалат, али нели веќе ти си у тој процес, имаш милион други грижи у моментот и кажуваш налет нека идат и тие пари за рефундирање, иде и е строфемот на позитивна листа. Останатото не иде ништо на позитивна листа. Ваучерот покрива 80 или 90 илјади денари, зборам нели на самата клиника и во ваучерот спаѓаат 30 инекции, стоп инекцијата, пункцијата, оплодувањето и трансферот. Се имаме пациенти кои што на тие 30 инекции, хормонски нели инекции, им се малца, треба да докупат уште 20-30. Има пациентки кои што не одговара нивната историја здравствена баш на тие инекции, па тие инекции уствари не можат ни да се користат, треба да купува наново нови инекции хормонски. И со тој ваучер, без со се тие испитувања и сето тоа, па минимум уште некои си 2000 евра ти треба. Со ваучерот, Да, зборам со ваучерот. Во рамките на активностите на организацијата, планирани се едукативни трибини, советувања, семинари со доктори и психолози,
кои се исклучително важни во процесот на инвитро. Организацијата ќе има за цел да се заложи за тоа што поголем дел од потребната терапија во процесот на оплодување се стави на позитивна листа. Битно е да се допре и до министерства, да може да се изнајде решение поголем дел од терапијата да биде на позитивна листа. Или дел од терапијата да се рефундираат парите, затоа што на вистина е премногу голем трошок. Мислам, отворено кажувам, а поготово за тие пациентки што не успеале со тие 3 ваучери и сето на останато, 4-тиот, 5-тиот, 6-тиот, 8-тиот, 10-тиот обид го прават приватно, значи они се исцрпени. Немаат веќе ни можност да се земаат кредити, затоа што веќе не се ни исплатени оние претходно земени кредити, па ни банката нема не ти даде нормално кредит кога се уште нели имаш кредити. Да се направи нешто со самата терапија да дојде на позитивна листа и најбитното е да се даваат за прво дете повише ваучери, затоа што сметам дека државата дава и за второ дете, и за трето, и мислам дека и за четврто, ако не се лажам. Да, така. Мислам дека и за четврто, сега да не бидам сурова, нели? Еве, ја го имам веќе една. Јас сум се остварила као мајка, Ана се остварила као мајка. Нели е фер за тие што не се оствариле као родители, као мајки, да им се дадат повише ваучери, ако треба да се смени нешто, ете, ако може да се смени, да кажеме, пример, ја еве имам можност за второ дете да земам 3 ваучери, па да се најде некој решение, ете, ја ги отстапувам да може да се отстапат на одредена пациентка со подпис, со нотар, значи тие ваучери да се дадат на некоја што, ете да кажеме, пример, ги потрошила незините ваучери, да може да се изнајде решение. Исто сакаме да бидеме и голема поддршка за пациентите со тоа што да кажеме на секој недоразбирање нивно или било каков проблем што ќе најдат, да може да ни се обратат, ние да располагаме со адвокати и нотари и да бидат заштитени пациентите со адвокати со нотар. На било кој начин што ќе се осеќаат оштетено, да можат да најдат некој вид на поддршка и на тој начин. Исто така, ни една клиника кај нас нема психолози. Процесот на инвитро е многу тежок и болен за пациентите. И треба со нив да работи психолог. Па да се изнајде решение, да кажеме, секоја клиника да си има психолог со кој што ќе работи со пациентите. Стрикно да кажеме се почет према мажите, али да работи стрикно со жената, зашто жената го помина најтешко тој процес. И не секоја е психички спремна, реално, нели, например, се разочаруваат, се случува, нели, прво инвитро неуспешно, второ, доаѓа до разочарување, не секоја жена е психички спремна. Апсолутно. Да, и така затоа, да тука и веќе стручното лице во овој процес е многу важно. Многу битно, да. Така, и целта е вашето здружение да биде дел од една многу поголема европска организација, Fertility Europe. Да. На нивната веб страна погледнав еден податок, фрапантен, 25 милиони жени во светот Неофицијален е тој податок. се соочуваат со неплодност. Да, тој податок извини за тие што се моментално членови на членови на Fertility Europe, тие што се моментално членови се здруженија од секоја држава. И сега си имаат некоја така груба да кажам цифра, вкупна цифра и е дојдено до дека податокот 25 милиони. Да. Али тука станува пример еве да кажеме конкретно нашава држава. Да, тоа ме интересираше, сега, дали ние сме располагате гости. со бројки? Да, ние аплициравме за членство. Во постојан контакт сме со потпредседателката на Fertility Europe. Конкуриравме за членство, се надеваме дека ќе бидеме прифатени, до толку би влегле, би било тоа многу позитивно и за нашето здружение, пред све и за нашата држава, затоа што би можеле да ги поканиме да бидат самото Fertility Europe гости во нашата држава, да дојдат светски специјалисти, да дојдат од повише земји здруженија, каде што да кажеме ќе се одржи тука една поголема витна трибина, каде што ќе се склопат тука некои си соработки на доктори од нивни земји, од нашава земја и така натака. Значи, ние податок немаме официјален. А постои ли некада? Не постои ни еден податок во нашава држава каде што има колку ваучери се издаваат на годишно ниво. Значи, тука доаѓаме до момент ние пациентите, искрено кажеме, да помислиме дека нешто се дешава. Затоа што нема податок ни еден на колку ваучери се издаваат на годишно ниво. Немаме податоци од клиника на успешно инвитро,
колку успешни инвитри имаат годишно клиниките, Колку живородени и деца најбитно има колку од не дека е постапката. точно, колку живородени деца има од самата постапка на годишно ниво. Не дека се инвитро децата, туку да си има една статистика да видиме државата како располага со ваучерите. Колку се успешно, не е само успешно инвитро бета ХЦГ-то, дека успеала или нели да видиме ехо снимка од 7-8 недела дека е успешно инвитрото. Битно е таа бременост да поминала убаво тоа дете и да да се се родило родило здраво, живо и здраво така. дете, да се родило. Значи тој податок ни е потребен. И се доаѓаме до момент кога таков е нашиот балкански менталитет, као нели до жената. Конкретно тој момент као се е до жената. Не е до жената, затоа што со секоја можна статистика, у денешно време е многу лесно да на Google да напишете, ќе ви скочат статистики од цел свет. Многу зголемен бројот на машкиот стерилитет, каде што машкиот стерилитет се соочува со таков проблем да има проблем машкиот материјал, што е тука од недвижење, нередовна исхрана, стресови, загадени од лоши воздух. навики. Да, значи 50-50, значи според статистиката 50 до жената, 50 до мажот. Таа е таа статистика. Само жени имате членови во организацијата или мажи? Не, слободно можат да бидат и мажи, мислам, затоа што нели процесот го доживуваат и Го мажи. доживуваат сите, да. И би ни било од значење Прашував колку и од бима аспект дали и за нив ќе бидат достапни тие информации во однос на машката неплодност, начин Да, на све ќе лекување, бидат. превенција, Да, бидат детекција. Еве Ана сега ги правеше пристапниците додека не се изработи веб сајтот. Да, ние денеска ги изработивме пристапниците, нели официјално ги имаме и во групата, и на страницата имаме пристапница која што нели Кој се може да биде член? може да бидат значи сите оние кои што се во процесот за инвитро. Па да, и тие што би не поддржавале што не би биле. Та и оние кои што сака да ни бидат нели поддршка. Да. Да, ние сега као здруженија моментално имаме само со една клиника потпишано меморандум за попусти. И сега на прашањето дали може и маже да бидат, нели? И мажи може да бидат членови затоа што и они ќе ги уважуваат тие попусти со кои што ние би склучувале договори. Кој би бил вашиот совет за сите жени кои имаат желба да се реализираат како мајки, кои можеби досега вложиле многу енергија, здравје, време, од се срце посакуваат да се реализираат како мајка, но си уште не успеале во тоа? Ќе се реализираат секако, значи мора да бидат упорни. Јас конкретно ќе појдам од себе. Јас бев во државна клиника, вака со фрлени документи ми беше кажано ти со оваа дијагноза никогаш нема да имаш деца, значи јас со првото инвитро имам близначки, 9 месеци износени, здрави, живи, еве ги 2,5 години. Значи мора да бидат упорни, да имаат верба во себе. Е најбитно, и ќе биде. Значи упорноста е најбитна. Да, упорноста е најбитна и многу е потребно поддршка. И замислата наша е во иднина сега набрзо, сепак нови сме, ни требаат финансиски средства, да изнајдеме простор, еден вид на канцеларија, па да се прават, да кажеме, собери. Еве, 2-3 пати неделно, да се собираат жени, закажуваат дека е слободно тоа и тоа време, да доаѓаат, па да се собереме, нели, онака опуштено, се напиеме кафе, да си споделиме некој совет, и да им биде полесно самата постапка што ќе ја прават, да се дружиме и да ја поминуваат постапката на многу полесен и побезболен начин. Веројатно и она дека ако и некој друг го преживува сето она Многу што го подобро го преживувам јас, разбира. Видете, ето ова така. не е инвитрото дека модерно е, па го правиме што е модерно, туку навистина е потреба. Повеќето од нас не можеле да се остварат како мајки на природен начин, мора единствен начин е само инвитро постапката. И мислам дека секоја ќе успее, сега, знаеш како, кога ќе се спојат коцките, затоа што тоа е исто како природна бременост, нели? Да беше туку така, ќе раѓаше жената, за 2 месеци пак ќе останеше и до недоглед ќе биде. Нема правило дека ќе успее у инвитрото првиот, а не од таа среќа. Иако се измачи доста додека дојде до тој момент и убременоста не се измачи, али се исплатеше. Се исплати, да.
Британката Луис Браун, позната како првото бебе од епрувета, денес има 42 години. А по тој повод Музеот за наука во Лондон приредил изложба посветена на 10 годишното истражување кое во 1978 година резултирало со раѓање на првото бебе од епрувета со вонтелесно оплодување. Луис изјавила дека лично би било помило ако незиниот роден ден е незина лична работа, но јасно е дека со незиното раѓање започнала историјата, која до денес се со бројка меѓу 6 и 8 милиони луѓе родени со постапка на вонтелесно оплодување. Незината мајка Лесли Браун страдала од депресија и веројатно тоа била причината што таа природно не можела да има дете. Луис на сите мажи и жени кои го одат патот на инвитро им порачува никогаш да не престанат да се надеваат, на докторите да продолжат така добро да си ја вршат работата. На сите кои придонесоа за успешен развој на инвитро постапката, од срце им се заблагодарува во име на милиони инвитро бебиња. Брзото темпо на живот, лошите навики, многуте работни уврски и стресови во текот на денот го ослабуваат организмот и доведуваат до појава на болести кои може да бидат причина за појава на неплодност. Затоа најдете време за себе. Имајте физичка активност, внимавајте на исхраната, држете се со позитивни и пријатни луѓе, имајте квалитетен сон. Кога ваквиот начин на живот ќе ви стане навика, вашиот организам и тоа како ќе ви биде благодарен. Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистер. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистерка.